сваќаат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Продолжуваме во вториот дел од оваа книга, Еринии, издадена 2008 година, поддржана од Министерството за култура, бела книга за борбата на македонизмот. Сето она ништо помина театар скрби утеха и зошто е сега во оваа состојба, што му се случува, што ни се случува на сите нам. Зошто во Македонија се цензурира македонската култура, зошто македонците треба да се откажат од својата култура, од својот идентитет, од своето име, од историјата. И македонците во соседните земји немаат човекови права, тоа е добра приказна. 38 страна, значи ова книга е издадена 2008 година. Последната книга што е финансирана од Министерството за култура. Значи 14 години после ова не добивам авторска книга. Ова е храм во близина на Солун, напишан на македонски јазик. И ова е баница, задната страна, каде е убиен Гоце Делчев. На театарскиот фестивал 38 страна за културните штетници. На театарскиот фестивал зборуваме за битката на театар скрби утеха со цензурата. Му се обративме со писмо. За да имаме и ние представник во советот на фестивалот како македонски театар. Тоа би требало да е некоја нормална состојба. Било тоа пролетта 1998-та. Ни ветија дека ќе ни испратат писмо, статут на фестивалот ќе ни одговарат и така натаму. Ти бев асистент, ми рече еден човек. И така ве третираат во Министерството за култура, продолжи. Беа тоа оправдувања, што не нема на фестивалот. Во соседните земји и поранешните од источниот блок оградата меѓу театрите згради и театрите по идеја и смисол одамна е урната. Сите театри се рамноправни и учествуваат заедно. Барем еднаш годишно на некој национален фестивал. Во Македонија не беше така. Имаше некој скриен, потиснат отпор, посебно за темите кои ги играше театарот скрби и утеха, македонските теми. Од испраќањето на писмото се минати безмалку 4 години, сега веќе 10. Ниту статут, ниту одговор не стигна до Војдановиот возобновен скрби утеха. Што било да не било. Историјата се преповторува како фарса во односот на републикава кон првиот и вториот скрби утеха. Но се уште не е слободна македонската култура. Соцреализмот има произведено голем куп културни штетници, посебно за македонскиот театар. 40 страница. Еринии. Членот на Комисијата за театар си режира независен проект со парите од Министерството за култура. Сума која е мисловна именка за скрби утеха. Дојде некое чудно време за тоа дали нашиот театар ќе добие средства за премиера, решаваа нашите колеги актери. Секогаш кога ќе ги стегневме во небрано се вадеа во стилот: абе не решавам јас, или видовте што ви направи министерот, зар мислиш дека јас решавам? И се така слични оправдувања. Се повторуваше тоа рамно 3 театарски сезони. Се поставува патеката по Аристотел: ако вие ништо не сте решавале, драги театарски колеги, тогаш зашто служите во таа наша културна институција? Што работевте таму? Зошто ве поставиле? Како вазни за онаа работа? Нели како некои марионетки, недозреани младинци за кои ќе мора да решаваат
родителите, повозрасните, порасипаните. Зависност е тоа од фустанчето на власта и државните пари. Култура на робската покорност или соучешништво во македонското потиснување. Видете, тоа се тие текстови и после ќе видите 14 години. Зошто не даваат премиера? Тие сакаат јас да ја пишувам лагата. 44-та страна. Срце за забраната. Во фестивалскиот лифт во хотелот во Крушево, случајот сакаше да се сретнеме со еден од директорите на големиот МТВ. И така како што ни изрежирал Господ, јас му ја раскажа приказната за снимената представа за Едисонце во лифтот, неемитуваната до денес 5 години и понатаму, сега веќе навршија 10 години. Му ја раскажа во лифтот. Веројатно не доживеал ваква случка директорот толку блиску до состојбата на скрбизмот. Ме гледаше и ми рече Владо Денчов да го подсети кога ќе се врател во Скопје. Господе, лифтот го истресе на вториот, јас легов еден кат погоре. Ич не му вредеше зборот. Не бидна ништо од емитувањето на МТВ снимената представа за Едисонце. Јас би му рекол дека поради Пере В, Младен С, Љупчо Ј или поради Петко и Станко, кои се на българолюбивата, односно слугинско-словенската приказна, не можеме да ви ја пуштиме представата. Биди искрено, море директорче, шарено, колбавче, варено, недоварено, треба да се има срце за забраната, море. 45-та страна. Разговор со глувите или Добро утро Јозеф К. Сашо М ми вели, не решавав јас. Го сретнав во кафулето на ФДУ. Трајче К ми го вели истото. Владо Т ми вели, јас сакам свој театар. Кирил Р раскажува дека министерот се мрштел кога се спомнувал скрби утеха. Рефе Та ми рече, виде министерот што ви направи. Сите тие беа наши колеги, членови на комисијата за театар, кога не добивавме 3 години премиера. 3 години се долго време за зрење и станување силен. Оној Дионисов учител, дури тогаш го разбрав Ристо Шишков, неговата осаменост и скрбност. Театару мој, колку си далеку од сценската слобода, во најтеатарската земја, мојата и туѓата Македонија, таму каде што е зачнат, роден и возгордеан Европскиот театар, затоа што Исус сакал така. Не зависиш од некои соседи, попримитивни постмакедонски идентитети, кои ќе ти кажат няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци, никаквих македонци. А Исус вели има македонци. 46-та страна. Под мостот на Апостолот. Под мостот Гоце Делчев се сретнавме со поранешниот министер за К. Кај си бе, братче? Путкаше количка со бебе и џвакаше нешто. Кај си бе, другар? Не знам дали тој ме виде или јас го забележав. Се видовме. Тој сега беше во улогата на неговиот дедо, мојот марксист. Не можеше веќе ништо да му сопре на скрби утеха. Така просто се разминавме. Тој никогаш повеќе не ќе ја владее македонската култура. А ние продолжуваме по светата и древна македонска културна патека со силата Исусова. Под тој мост, со револуционерно име, го сретнав поранешниот цензор, чишто дедо се чувствувал. Сега тој беше дедо. Кој знае какви ли чувства ќе му посади на своето потомство
Ој, на помош Исусе, во однос на македонскиот идентитет. Господ знае, под мостот на апостолот. Истата страна, за личниот пазар, 46-та страна. Професорот по актерска игра, повеќе години во пензија, ме сретна на автобуската постојка, не беше веќе толку надмен и силен како порано. Времето го имаше кутнато малку во духот, во телото и во духот. Како не му е срам, нема ни соодветно образование, кој е тој што предава на 70 години, вели разлутен и скрбен, зборуваше за својот колега кому факултетот му отвори катедра да предава и после пензијата. Беше полн со срđба и гневност. Ми се брзаше. Ја носев подготовката за насловната страница за преводот на книгата на Питер Брук "Не постојат тајни". Игор ме чекаше на следната крстосница. Сепак собрав нерви и го ислушав. Не му реков дека јас сум директно засегнат во однос на споменуваниот, дека за мојот предмет нема фонд на часови за сметка на неговиот. Го оставив така со думите да влезе во градскиот автобус. Замина, го погледнав насловот на книгата на Питер Брук, насмевка "Не на вистина". Вистина ви велам, не постојат тајни, не суштествуваат. Секе се дознае по патеките на македонскиот филозоф Аристотел. Кој, кога, каде, зошто, чуму, поради што. И потоа излезе таа книга, како што ќе види бел ден и ова, заради тајните на личниот пазар. Значи пред 14 години издадена е книгата. И после оваа книга јас воопшто не можам да добијам книга од Министерството за култура. 47 страна. Аристотел пред селската гимназија. Слеговме во пустец, на сред село кај македонците во Преспа. Не дочекаа дечињата со песна. Тие пеат и играат оро. Ние плачеме. Како кој слегуваше ги бришеше солзите. Горан С. делеше сладки на развеселените деца. Тие срекни ги подаваат рацете да заграбат што повеќе. Се задскрив и зад автобусот ми бликнаа солзите. Потоа ја игравме за Идисонце пред гимназијата во Пустец и на сред село во Леска. Било тоа 24 април 2000 според нашата архива. Го имам снимено Чичко Ѓорѓи од Пустец додека се зборува монологот на Александар Македонски од представата. Снимен е во крупен план како доживува катарза, прочистување. Устните му заиграа до степен на грч и Гргореа бликнаа солзи подпрен на рамото на Горан С. Мој Аристотел, македонец мој, теорија дека театарот прочистува и просветлува, ја сетивме таму пред селската гимназија кај македонците во Албанија. Видете, тие се тие текстови. И сега, 48 страна, партиски книжки во културата. Игравме представа во собранието во Ресен со Зајдисонце. Прв пат сме во тој дел на нашата земја. Имаше 100 луѓе публика, Владо Денчов не можеше да дојде, па го замени Игор, сегашниот директор. Тој влезе во таа единствена сцена која требаше да игра режисерот Владе Денчов. Немаше текст, само реакции и пари, со кој купуваше 2 пасоша. Црвени син. Го играше Арнаутинот. Сум запомнил дека за време на представата двајца излегоа и нешто коментираа. Потоа девојката која ја покани представата во Ресен ни рече дека и рекле дека ова е ВМРО-вска представа. Кога го виделе штитот на Александар Македонски. Беше тоа времето кога ВМРО-вските министри 3 години не ни даваа средства за премиера и кога го укинаа единственото работно место на културен центар Скрби утеха. Спаси ме, Боже, од партиски книжки во македонската култура. Тешко на македонската култура со таква поделба. 49 страна, каде е тука македонската култура? Имаше една Илинденка П.
терсен жена за нас од скрбизмот. За секоја сума што со тешка мака после 3-годишен пост од Министерството за култура ќе ја добиевме, некоја ситна пара со која само ги крпевме дупките, за секоја сума ни удираше од ножот. Кратеше како некоја подла болештина, како да е алата која ја заднува стерната со бубаки. Министерот ни одобрил 100, таа ни дава 70, ни одобрил 200, таа ни дава 120. Изборувам за 1000 денари. И велам дека ние сме театар како и сите други. Кога не ни одобруваа пари за премиера, таа ми вели дека сме алтернативен театар. Тогаш се уште го имавме работното место, не смести во аматерски театри, по сумите кои ни ги одобруваше. Можеш ли да се разбереш со Цидот или со Малтерот? Потоа ја сменија кутрата. Претходно таа надживеа 3 министерски промени и на еден штрајк против владата ја среќавам долу како свирка со сета сила и се дере на сет глас доле влада. Море, ни срам, ни перде, ниту образ, ниту чест. Ѓон, па таа до вчера седеше во истата влада, а сега свири против нив откако ја сменија. Ме виде дека ја пулам, се изгуби во гужвата, ни срам, ни перде, ѓон. Основната водителка и беше синчето да и снимка филмови, тоа и беше идејата и смислата. А каде е тука македонската култура? Земи еден копач и раскопај го тој ѕид, сокапи го Малтерот мачканицата. Не знам каде е тука. Не знам навистина македонската култура. 50-та страна, соцреализам. Илир А, некој фактор на локалниот филмски фестивал. Го прашувам зошто нашиот филм не е во конкуренција за награди. 1000 години како денот од вчера. Ми вели дека не знае и дека нему му се допаднал филмот. Валентина Б. крева раменици на истото прашање, ми рече дека ние сме пак во опозиција. Таму на фестивалот, во празната сала одат филмовите. Бевме, видовме, се наскрбивме, најмногу гледачи имаше на нашиот филм. Ние со Владо Денчов, Јаков Дренковски со екипата. Утредента собрав други луѓе, го замоливме момчето и пак ни го пушти нашиот филм. Беше тоа во Крушево една македонска година, некаков фестивал. Потребни се солунски атентатори со бомбите да кренат во воздух некакви институции. Може би тогаш ќе се расчисти бајатата збирштина во нашата културна татковина. Бам! Се друго е соцреализам. 51 страна за македонските магариња. Александар Шехтански рика како магаре. Рика ли рика? Го играше Ѓоргија Магаревски во култната представа за Идисонце, ја игравме преку 60 пати официјално. Представата која ја креваше публиката на мегиникот на смејата и солзата. Рика ли рика? Секогаш кога ќе го слушнав на сцената како се магаросува со петоимениот Ѓоргија, повторно ми доаѓаше на ум дека тоа е една гласовна метафора. Метафора на состојбата на умот на нашите политичари кои не воделе сивие овие демократски години. Магариња насамарени, спремни да понесат секаков товар за македонскиот народ. Товар кој им го одредуваат белосветските безбожници за славниот и древен народ. Слугинска природа која се должи на таквиот образовен систем. Така и личната полза во нивните џебови. 51 страна, дај Боже да не испадне како на крајот. Страшко Милошевски го играше Гоце Делчев во истата представа. Имаше една сцена кога на шалтерот каде се издаваат патните исправи,
ги губеше нервите, го вадеше алтипатлакот и рикнуваше со силата на својата гласност. Глави ке паѓаат, крикнуваше со древен дамар. Се затресуваа прозорците во салонот 1919. Се стресуваше публиката. Дури и ние за сцената реагиравме од силината на гласноста. Глави ке паѓаат. Ечеше. Ја смрзнуваше полната сала. Само нашите политичари не ја сватија пораката. Подоцна навистина почна да паѓаат глави за мајка Македонија. Само дај Боже да не испадне како на крајот на представата, од сцената кон тој живот. 54-та страна. Милош Л. дзирка во критериумот злобата и мразата, за кој се одредуваат сумите за печатарската дејност. Се смешка надмено. Ни ја сократи сумата на половина. Рече дека Министерството има право да ја намалува и зголемува сумата за книгата по потреба, но не ни го покажа правилникот за финансирање. Потоа начукано тапосано во мејаната Пирин со двајца од неделникот Дело ми објаснува дека нашите преродбеници се болгари. Ми објаснува дека нема македонци. Со тоа критериумот си дојде на своето. Понатаму секнува секаква дискусија. Тој е главен координатор на Министерството за култура за издавачка дејност. Смени 3 министри за време на патриотите. Димитров Д, Пауновски Л и Ганка С, колку да се знае за односот кон овој македонски театар. Бифето се викаше Пирин. И тоа е метафора. Голема е македонската планина. Ке ја прифати секоја застранета душа. Со македонската историска фрустрација, колку да се знае како беа состојбите со нас и против нас, од која страна зјаеше злобата и мразата кон македонскиот духовен остров, скрби утеха. 55-та страница, уште малку. За македонскиот зид. Во македонските егејски планини над Лерин, во вишното забрдени се случуваше деноносија. Орото го зафатија чупињата и прифатија од песните, кругот на играта го прикажуваше сонцето и обновувањето помеѓу животот и смртта. Играта траеше без прекин најмалку 9 часа, толку останавме ние од Републиката. Потоа моравме да заминеме во Горна Република Македонија, во нашата република. Ни рекоа дека тука во селото за време на македонскиот егејски прогон се играла представата Македонска крвава свадба на Чернодрински од местните партизани. Доживеавме прочистување. И ете возобновениот театар на македонскиот театарски предводник на 20 век, театарот Скрби и утеха повторно доаѓа да се случи театар кај македонците во Егејско. Знаевме дека таа битка нема да биде лесна, со оглед дека се уште постоеше македонскиот европејски зид. Грција е членка на Европската Унија, а македонците во неа немаат никакви човекови права. И навистина беше така. Одиме уште неколку сцени, слики. Значи, тоа е книгата Еринии, издадена 2008, и после таа книга јас 14 години не добивам. Книга, финансирање од Министерство за култура. Поблиску до римското робство. Господјата ме сретна низ парковите на факултетот. Знаеше дека имаше спор меѓу нас и фестивалот во Прилеп. Ми рече вака: до година за вас имам централно место на фестивалот. И бидна и тоа, до година се одржува симпозиум на тема нови сознанија за историјата на македонскиот театар во Крушево. Јас ето тоа го нареков Театарска република. Први не му дозволија на доктор Ташко Белчев да учествува со тема Шекспир и древномакедонската митологија, а потоа му забранија да не се налутат грците, така му рекла по телефон господјата. Добро што им дозволив на Тихо и Ангелина да учествуваат, му пререкла, нели и тоа е многу. Симпозиум како и секој друг.
се да биде под контрола. Имаше викотница, одземање на збор, обвинувања, цензура. Потоа си замина авторот на овие редови. Господјата Ангелина Маркус остана до крај. Таа ќе ви ја раскаже понатамошната случка. Текстот кој требаше да го отпечатат во зборникот ми предложи да ми го скрати таа, или јас да си го скратам самиот, не барем име им имаше легнато на прокрустовата постела. Видете, текстот ми бил долг. Насловенот НЧ, чие што презиме завршува на ИС, не му беше кратен текстот. Науката не е приватна собственост, лична амбиција, самолюбие. Македонството не е правец во уметноста, некои нешта кои се недостапни на цензорката. Тоа дојденец окупаторски историчар близу до римското робство. 58 страна и Д и таа данска. На еден факултет ми објаснува кој смее, а кој не смее да се бави со наука. Д на еден факултет навредува луѓе со дузина објавени книги, со докторски титули без пардон, Ташко Белчев. За Гоце Р вели дека е уличар. Според неговиот мастров, може би на вистина е тоа, но тој човек има објавено неколку книги, од кои за едната е добитник на националната награда за Ристо Шишков. А Д не само што нема објавено ништо, туку е слаб по читањето. Може да му се случи за познат драмски автор да му го погреши името. Како, например, Георг Бахнер наместо Георг Бихнер и така натаму. Имам многу примери, но ќе ги чувам за на суд, за секој случај, за судот Божи. Еден не судијата. Едно време си игравме сцени од Хамлет со другарчето, тој беше кралот, а јас принцот Дански, нисходниците на тој Федеу и Д и таа Данска. И последното обесени на тој зид, 59 страна, игравме за членовите на ВМРО ДПМН во изборната единица 73. Дојде некој важен во црно и ни ја отклучи канцеларијата и глејте, луѓе си ви си Иван Михајлов над зидчето. Кај си ве, колјач бе. Се соблекуваме, се слековме пред портретот на Радко. Публиката топло не прифати, за Едисон се освоило многу театарски коти и почна да си ги кажуваат маките по представата членовите на партијата, како например сменетото сонце од нивните партиски ознаки и слично. Некој рече дека раководството на партијата требало да ја гледа представата, а не тие. Оној во црно не праша чија е идејата оваа представа да се пушти. На Исус Христос бе, синко. Баш пред сликата на Ванчо М, колја чиштето българолюбиво. А каде ви е сликата на Филип и Александар? Му одговори во спротивставеност. Разговорот сврши. Беше тоа времето кога не ни даваа премиера и го укина единственото работно место на КЦ Скрби утеха. Сепак, повеќе ми прилега Александар Македонецот отколку обесениот на тој историски македонски зид. А и ти облечи нешто посветло, што си се црносал, да не ти има некој умрено бре, пиле, гавране мој, партиски, или ти навасува фашизмот. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.